Тодоров не само што не седна на заедничка маса со вас, доктор Ставрич, туку и се закани. Како го коментирате ова и што ќе превземете ако заканите се остварат? Значи, овој штрайк, чиј 18 ден е денеска, е комплетно легитимен и во најава, и во спроведување, и во изведување. Значи, нема ништо нелегитимно, нема политизација, значи нема политичка никаква заднина, исклучиво професионален штрайк за правата на докторите и за правата на пациентите. Се бориме. Мислам дека за дел од тие закани ќе има и судска развршница за министерот Тодоров, затоа што се неосновани. Ке тужите? Ке тужиме, да. Ке тужиме секако за делот на платите ако има закинувања, затоа што и тие сметаме дека до сега се неосновани со спроведувањето на моделот, а ќе бидат и од сега неосновани. Веројатно ќе бидат по некоја нечива припадност закинувањата. Од каде таа ароганција кај министер да се заканува и да се однесува, не знам дали ќе се согласите, меѓутоа впечатокот е тој потценувачки, кон лекари специјалисти во чија рака се илјадници животи на пациенти? Дали е тоа резултат на, да речам, поделеноста на лекарите, меѓутоа од друга страна па здруженија граѓански се явуваат со поддршка, што значи дека јавната свест расте? Нема битна поделеност помеѓу лекарите. Сите лекари стојат за ова и тоа е доказ дека ова е професионален штрайк. Значи нема партиска заднина, нема национална, нема верска заднина. Значи нема политичка основа никаква. Има исклучиво професионална основа. За ароганцијата на министерот ќе треба него да му се обратите. Тоа ни мене не ми е јасно од каде потекнува. Од Груевски што очекувате? Очекуваме разврска, очекуваме премиерот да го разреши овој проблем, затоа што очигледно ресорното министерство нема капацитет тоа да го направи. Значи, ресорното министерство очигледно има перцептивни проблеми, гледа на нас како на група од 30-40 луѓе, гледа на нас и не споменува како некои елитисти. Не, тука се лекари специјалисти од цела Македонија, над 90%, значи сите тие се елита. Заканите, велите, продолжуваат. Во која форма се? Па ја вчера ги слушнав тие закани во јавното обраќање на министерот за некакви санкции. Значи, во надлежните закони за ова случување, за овој штрајк, нема такви одредби, така да очекуваме објаснување од министерот, очекуваме пред се извинување до лекарите и до јавноста, затоа што со својот вчерачен говор јасно изрази омраза и кон лекарите, и кон пациентите, и кон граѓаните. А лични закани дали има? Има секако, да, има многу притисоци и врз лекарите од клиниките и врз лекарите од внатрешноста, значи од клиничките болници, од општите болници, секако дека има закани и тоа најмногу од непосредните раководители, од директорите, меѓутоа гледате и самите дека свеста е на многу високо ниво, значи ништо освен професионализам и заштита на пациентите не стои за овој штрайк. Исклучиво е тоа во прашање. Меѓународната заедница ја алармиравте, дали има оттаму поддршка? Меѓународната заедница е скоро во целост алармирана, значи тие се пред се загрижени за кршење на демократските права, на изразување на незадоволството, за кршење на правото уставно на штрайк. И во четвртокот имавме состанок со високи представници од највисоката инстанца меѓународна по ова прашање, тоа е Меѓународна организација на трудот, кои апсолутна поддршка ни изразија и кои беа страшно изненадени што Гранковиот синдикат не најде време да се состане со нив во текот на нивната еднодневна посета. Што ќе му порачате на Тодоров во овој момент ако имате можност? Еве имате можност. Па и денеска, како и секој од претходните денови, како и месеци наназад, ние му порачуваме на министерот да се најде решение. Значи, ние бараме излез од оваа ситуација, затоа што наметнувањето на невозможен модел, кој ќе биде и е штетен пред се по пациентите, кој удира по нашата професионалност, кој ги тера докторите на неморални постапки. Значи, ние тоа како лекари не го прифаќаме. И порачуваме што поскоро да се седне со релевантниот за ова случување синдикат, комплетно легитимен преговарач,
без оглед на репрезентативноста, затоа што таа е очигледно променета во моментов и да се најде решение. Повторно, значи, да повторам, очекуваме извинување за вчерашните изјави и очекуваме конструктивност. Ве повика за Хипократовата заклетва, само уште тоа. За Хипократовата заклетва. Значи, многу од тука присутните лекари живеат, ние сме заветени на таа заклетва, така и работиме, најголем дел од нас. Некои од тука присутните лекари работат под таа заклетва со стаж подолг од животниот век на досега министерот господин Тодоров. Така да тука се работи за високо морални луѓе и дефинитивно не е ред да министерот Тодоров ги прозива по тоа прашање. Ви благодарам многу.